Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Охрид мора засилено да работи на зачувување на статусот на УНЕСКО. Иако општините од југозападниот и пелагонискиот регион се бавни и незаинтересирани, од Збогум Луково велат дека ќе притискаат во Новаци да биде првата регионална депонија што ќе се изгради во државава. Агенцијата за храна и ветеринарство во Охрид затекнала со меснати производи мелено месо без декларација и со поминат рок. Потпишан меморандум за соработка меѓу ученичките заедници од сите средни училишта во Охрид. Уште најмалку 6 нови авиолинии до крајот на годинава од Охридскиот и Скопскиот аеродром, најави министерот Николовски. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 8 степени Целзиусови. Во сабота над Балтичко море ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во централна, северна и североисточна Европа ќе условува нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров, а во областа на Алпите врнежи од снег. Во останатите предели од континентот ќе превладува стабилно и студено време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 2 до 12 степени. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и студено. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд, а над 1200 метри со врнежи од снег. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер, кој што ќе достигне брзина до 35 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -7 до 1 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 3, односно до 12 степени. Во Охрид во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната до 5 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во понеделник умерено облачно и студено време со сончеви периоди и со максимални 6 степени Целзиусови. Во вторник по студеното утро со утринска температура од 1 степен, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со максимални 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест.
Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид мора засилено да работи на зачувување на статусот на УНЕСКО. Недоволната грижа за културното наследство е една од забелешките на Светската организација. Експертите велат препораките наместо да се спроведуваат на терен останаа запишани на хартија. Охрид мора засилено да работи на зачувување на статусот на УНЕСКО. Недоволната грижа за културното наследство е една од забелешките на Светската организација. Експертите велат препораките наместо да се спроведуваат на терен останаа запишани на хартија. Со масовната урбанизација драстично е нарушена панорамата на градот. Контрола на она што се гради. Верувајте, има поборници кои што викаат мораториум на градба. Не е тоа решение. Ви кажувам најодговорно. Мораториумот на градба ќе даде уште поголеми проблеми. Контролирана градба е решението. Значи, дајте од документи да излеземе на терен. Дајте да покажеме дека сакаме. Експертите велат мора да се изнајде начин за развој на удржлив туризам, бидејќи масовниот прави штети на културното наследство. So one tool аспект на управување е дека сепак се работи за една прекогранична, значи добро која што припаѓа и на Албанија и на Македонија. Значи друг аспект е исто секако дека Охрид е жив град со развиен туризам и дека самиот туризам создава одредени начини кои што сепак го загрозуваат наследството. УНЕСКО на состанокот пред 2 недели ги разгледа извештаите од мисијата од лани и повторно се разгледува прашањето Охрид дали да се најде на листата на загрозени подрачја. Одлуката ќе се носи на состанок во средината на 2025 година. Локалните власти од општините од југозападниот и пелагонискиот регион се бавни, дури и незаинтересирани во поглед на процесите кои треба да доведат до систем за регионално управување со отпадот, кој нема да ја загадува животната средина. Се уште реализацијата на планот за управување со отпад е во фаза на изработка на потребната документација. Додека 18 општини во двата региони не си ги завршат своите обврски од планот, Резорното министерство не може да отпочне со тендери за изградба на инфраструктурата и депонијата во Новаци. А додека не проработат постројките во Новаци, не може да се затвори и рак-раната на Охрид Буково. Од иницијативата Збогум Буково се оптимисти дека надлежните ќе успеат да го спроведат планот за управување со отпад во југозападниот и пелагонискиот регион, односно по 2027 ѓубретот започне да се одлага во регионална депонија според високи стандарди која нема да загадува. За да се придвижат процесите за изградба на регионалната депонија во Новаци, во моментов одговорноста е на општините, велат од Збогум Буково. Но општините никако да го формираат меѓуопштинското јавно предпријатие кое ќе управува со депонијата и системот, а само општина Охрид има готова документација за изградба на претоварна станица.
Општина Охрид во моментов работи на изготвување техничка документација за санирање и реанимирање на депонијата Буково, за што се обезбедени 50.000 евра. Документацијата треба да биде готова до крајот на 2025 година. Од иницијативата Збогум Буково велат дека нивна задача ќе биде тој процес да се забрза, со цел да се пристапи кон обезбедување на финансии за санација на депонијата. Ние сметаме дека 8 до 10 месеци се доволни. Во моментот кога ќе се изготви таа документација, ќе се знае точно колку пари им треба ним за да го затворат Буково и на кој начин ќе го затворат. А ние планираме да бидеме на опашката таму или во средина и да го следиме целиот тој процес. Значи, парите за затворање на Буково треба да се обезбедуваат допрева. А доколку се покаже транспарентност во процесот, јас не верувам дека ќе има проблем да се обезбедат финансии од европските фондови за такво нешто, бидејќи европските фондови и обезбедуваат пари за ваков тип на намалување на климатските промени. Во меѓувреме, општина Охрид има задача да го намали ризикот од опожарување на Буково, зашто според сознанија на иницијативата Збогум Буково биле изготвени мерки и обезбедени средства. Општина треба да напред да огради депонија, да постави чуварска служба, да постави трампа, да донеси резервоари со вода, да постави ПП апарати, све со врска на општината. Да го запри Чадениево со некој начин, дали тоа ќе биде со покривање со нема и друго, битно да се запри ова што гледаме ден наѓето. Тоа се врска на општината. Од Збогум Буково велат дека едно од можните решенија за депонијата е инвестирање во постројки за производство на струја од биогаз. Ни пристапуваат луѓе заинтересирани за овој проблем, кои сакаат таму да инвестираат. Тоа е уште во почетна фаза, сега немаме доволно информации, меѓутоа луѓе што работат надвор, што гледат како тоа некои работи таму се одвиваат, и нивната иницијатива е во однос на изградба на постројка за добивање на електрична енергија. Од тој биогаз што ќе се слободува, вие знаете, сум сигурно сте запознати дека таму слободува голем количество на метан. Од Збогум Буково во иднина ќе се мрежуваат со сродни организации во двата региони за заедно да делуваат и да ги следат општините од Западниот и Пелагонискиот регион за исполнување на нивните обврски од планот на управување со отпад. Вкупно 18 општини кои што го формираат овај југозападен плански регион, кај што треба да се формираат таа стандардна депонија во Новаци. Од сите нив само Дебар, Струга, Кичево и Дебарца имаат за сега пратено информации, кои што ги баравме по однос на јавен карактер, зашо и до каде, да речам, овие општини превземет нешто, кој чекори какви мерки, се со цел да знаеме до кој степен се сега и подоцна да ги следиме. Националниот план за управување со отпад предвидува систем од 5 регионални депонии во државата. За нивна изградба во 2023 година од Европската банка за обнова и развој државата зеде заем од 55 милиони евра и грант од 22 милиони евра од Европската комисија. 3 се во понапредна фаза и веќе има тендери за депонијата во Новаци и уште една се работи на подготовка на документацијата. Од иницијативата Збогум Буково велат дека одблиску ќе ги следат процесите и ќе вршат притисок врз општините со цел регионалната депонија во Новаци да биде првата која ќе се изгради во државава. Јавното предпријатие Водовод Охрид ги известува граѓаните дека по извршените дополнителни анализи на водата за пиење од страна на Центарот за јавно здравје Охрид и добиените резултати, водата е исправна за пиење во и околу мерно место село Лесковец Охрид. Агенцијата за храна и ветеринарство извршила контроли во Охрид, Скопје и Битола. Уништена е храна со поминат рок. Во Охрид инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство при редовен надзор во маркет затекнале сувомеснати производи и мелено месо, што биле без декларација и со поминат рок на употреба. Казната за маркетот е во висина од 1400 евра, односно 1000 евра за правното и 400 евра за одговорното лице во правното лице, во денарска противвредност. Во Охрид е казната и месарница заради неспроведени задолжителни здравствени прегледи на вработените. Во Скопје од неколку киосци со решение на агенцијата повлечени и уништени се речиси 2 тона небезбедна храна со поминат рок. Во Битола во гостителски објект имало 241 килограм небезбедна храна.
која по издадено решение од инспектор нештетно е уништена. За сторените прекршоци изречени се парични казни, информираат од АХВ. Потпишан меморандум за соработка меѓу ученичките заедници од сите средни училишта во Охрид. На 12 декември 2024 година во просториите на Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски во Охрид беше потпишан првиот заеднички меморандум за соработка меѓу ученичките заедници од сите средни училишта во Охрид. Оваа иницијатива беше покрената од ученичката заедница на Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски, предводена од председателот Арсенија Ѓоршески, со цел зајакнување на младинската соработка и активностите во градот. Настанот го поздравија и директорите на училиштата, наставниците кои истакнаа дека ова е важен чекор за младинскиот активизам и вмрежување во Охрид. Стрекни сме што нашата иницијатива донесе заедничка акција на сите средни училишта во Охрид. Ова е само почеток на уште поголеми проекти и активности што ќе ги реализираме заедно, изјави Арсенија Ѓоршески, председател на ученичката заедница на Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Уште најмалку 6 нови авиолинии до крајот на годинава од Скопскиот и Охридскиот аеродром, најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Веќе донесовме 4 од Скопје и 2 од Охрид. Овие нови 6 дополнително ќе ги објавиме до крај на годината, кажа министерот Николовски. Кога дојдов на позицијата министер, увидов дека бројот на патници се намалуваше, а аеродромите во регионот ја зголемуваа конкуренцијата. Ке имаме нови дестинации, нека повелат колегите од Бугарија, Албанија и Србија да се надпреваруваме. Мислам дека јас ке донесам најмногу авиолинии, истакна вице-премиерот и министер Николовски. Полицијата, хотелско-гостителскиот сектор и агенциите за обезбедување се координираат во пресред на престојните новогодишни и божикни празници. Полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Струга вчера одржале работен координативен состанок со представници на хотелско-гостителските објекти од градот, како и со представници и одговорни лица во агенциите за приватно обезбедување. При тоа се дефинирале мерките за координирање на активностите со цел подобрување на јавниот ред и мир и севкупната безбедност на подрачјето во пресред на предстојните новогодишни и божикни празници. На работната средба представниците на ОВР Струга нагласиле дека заедничката соработка е од огромно значење за обезбедување стабилна безбедносна состојба за време на празничните денови и успешно справување со нарушувањата и другите сторени прекршочни или кривични дела. Била нагласена и потребата од почитување на работното време, а посебен осврт бил ставен на почитување на одредбите за присуство на малолетни лица во угостителските објекти. Договорена била тимска работа и ажурност, меѓусебна координација и зголемена мобилност за поефикасно делување на целото подрачје, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Поради енергетската криза во земјата, парламентот на Молдавија вчера одобрил воведување вонредна состојба на 60 дена, почнувајќи од 16 декември. Предлог одлуката за воведување вонредна состојба беше усвоена со гласови на 56 пратеници, изјавил председателот на собранието. Поради на транзитот на газ низ територијата на Украина, Молдавија ризикува да се соочи со хуманитарна криза, изјавил шефот на кабинетот на министри, презентирајќи го соодветното барање во парламентот. Според него, 300.000 граѓани на Молдавија можат да останат без газ, грејење и струја среде зима, имајќи предвид дека градовите од левата страна на реката Днестар зависат исклучиво од испораките на руски газ преку Украина. Бајден во еден ден помилува повеќе затвореници отколку било кој председател во модерната американска историја. Тој им ги намалил казните на приближно 1500 затвореници кои се ослободени од затвори ставени во домашен притвор за време на пандемијата на коронавирусот и помилувал уште 39 други кои биле осудени за ненасилни злосторства, објави Associated Press. Бајден најавил дека во наредните денови ќе преземе повеќе чекори и ќе продолжи да ги разгледува барањата за намалување на казните и за помилување. Помилувањето следуваше по општата амнестија за неговиот син Хантер, кој беше обвинет за оружје и даночни прекршоци. Досега, рекорд за најголем број помилувања имаше Барак Обама со 330 помилувања, исто како што направи и Бајден непосредно пред да ја напушти функцијата.
Во пожар во приватен центар за стари лица во Аман, главниот град на Јордан, загинале 6 лица, а 60 биле повредени, од кои 5 биле во критична состојба, соопштија тамошните власти. Пожарот избувнал на првиот спрат од домот во кој биле сместени 111 лица. Сите корисници на старечкиот дом биле евакуирани, пренесува Ројтерс. Се истражуваат причините поради кои дошло до пожарот. 15 лица се повредени во забавен парк на Божикниот Панаѓур во Бирмингем. До несреќата дошло откако панорамското тркало се откачило додека било во функција и паднало на земја. На местото на несреќата веднаш пристигнале противпожарни екипи и 6 возила на брзата помош. На 13 лица им била укажана лекарска помош на местото на несреќата, а 2 жени биле пренесени во болница, но не биле тешко повредени, соопштиле надлежните служби. Полицијата ги предупредила посетителите да стојат подалеку од реквизитите. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!